Извонредните постигнувања на Kia Motors Македонија, особено во годината што изминува, придонесоа за поинакво размислување кај импортерот во потрага за што поголем број клиенти на нашиот пазар, како што најавија од компанијата, следи своевидна офанзива во оваа насока, па во плановите отворање на неколку своји нови центри низ градовите по Македонија. Првата станица за Kia Motors Македонија е Штип, за кој според анализите постои голем интерес за моделите на корискиот гигант и отворен е нов продажен пункт. Честитки за македонскиот импортер, кој после скоро една деценија е првиот кој отвора дилерство надвор од главниот град. Некако заборавивме на ова, што значи дека конечно тргнува по некоја нагорна линија во автомобилската сфера и кај нас, па се очекува многу подобро утре. Лансирани се 3 извонредни остварувања, почнувајќи од новата генерација на субкомпактот Рио, како и дебитантите на автомобилското небо, кросоверот Стоник и досега најпрестижното остварување на компанијата, извонредната креација Стингер. Заедно со перијаницата во гамата и најпродаваниот модел кај нас Sport H и во очекување на компактниот Ceed, речевме да ги доближиме на свој начин сите овие остварувања на македонските граѓани. Kia Motors Македонија тргнува во нова офанзива, а по овој наш центар во Штип следат и слични во Струмица и Битола, истакна директорот на Kia Motors Македонија Владимир Билбилов при отворањето на центарот во Штип. Центарот беше официјално отворен во присуство на голем број гости, а располага со продажен салон над 800 метри квадратни и е во индустрискиот регион на градот во рамките на комплексот на ПСС. Наскоро, според плановите во зависност од потребите, ќе биде екипиран и сервисен дел, но за тоа потоа. Во понуда во МК е новата генерација на BMW X3. Моделот пристигна неодамна, а сега имаше и официјална презентација за медиумите. Ова е несомнено моделот кој многу се очекува како на пазарите ширум светот, така и кај нас. Станува збор за остварување кое при своето лансирање во 2003 година најави еден нов сегмент во средната класа. SAV, Sports Activity Vehicles возила. Досега беа создадени 2 поколенија на моделот, кои остварија на вистина извонредни резултати со продадени до овој момент над 1,5 милиони примероци, а наред е третата генерација. Карактеристичен дизајн и кај новината генерација гарантира незадржливо емитување и ги нагласува динамичките амбиции, типични за возилата со X карактер на баварскиот гигант. Новината ќе биде достапна со избор меѓу 3 варијанти на моделот: X-Line, Luxury Line и M-Sport, како и палетата на BMW X3 Individual. Тежината е намалена до 55 кг во однос на претходниот модел, а со интелигентната лесна конструкција се постигнува најдобрата аеродинамична вредност во класата 0,29. Од она што треба да се издвои е што X3 веќе има управување со гестови интелигентен гласовен асист состав. Обсегот на мотори на почетокот на продажбата вклучува 3 бензински и 2 дизел со капацитет од 184 до 360 конски сили. Сите модели се стандардно опремени со трансмисија Steptronic со 8 брзини. Цените започнуваат од 43.110 евра за верзијата X3 20S. На салонот за автомобили во градот на Ангелите видовме 50 на премиерни изданија, од кои над 20 го понесоа епитетот светски. Неверојатно, ама на ова издание каде доминирале по традиција домашните компании, комплетен блесок на премиум германските гиганти, како и јапонските производители, кои тргнуваат во нова офанзива на освојување на пазарот број 2 во светот SAT.
Експертите тврдат дека не очекуваа ваква манифестација на западниот брег во центарот на Калифорнија за крајот на годината. И овде мина се во склад што светските автомобилски гиганти го диктираа во 2017, особено кога станува збор за мотор шоу на станите. Што повеќе новитети на пазарот, поголем избор, што значи и повеќе клиенти. На годинешново шоу имаше над 1000 експонати на повеќе од 400 излагачи од производители од 5 континенти. Основна идеја и овој пат беше представување на модели со напредни технологии, каде примерна е економичноста и се пониската емисија на штетни гасови. Премиум европски производители оставија најголем впечаток во Лос Анџелес Конвеншн Центар. Германската спортска икона, делот гигантот Volkswagen, која ужива посебно реноме во овој дел од светот, представи дури 4 своји новитети. На салонот Porsche ги представи Panamera Turbo SE Hybrid Sport Turismo, 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T, а за прв пат во Северна Америка беше представена и новата генерација на Cayenne. Од Porsche истакнаа дека ова е своевиден одговор на компанијата поради зголемениот кориснички интерес во САД оваа година. Најголемо внимание секако привлече Panamera Turbo SE Hybrid Sport Turismo, најмоќниот караван на светот во моментов. Во автомобилот има 4-литарски V8 бензински мотор кој е опремен со 2 турбополначи. Нему му помага електромотор со моќност од 100 киловати. Само бензинската единица има 550, а целиот погон располага со 680 конски сили. Максималниот вртежен момент е 850 ньютон метри. Panamera Turbo S забрзува од 0 до 100 км на час за 3,4 секунди, а максималната брзина е 310 км на час. Кога сме кај Volkswagen Group, треба да потенцираме дека американско деби имаше концептот ID Cross со кој гигантот ја најавува иднината. За прв пат ја видовме Airline концепцијата врз Tiguan, а континентално премиерно представување имаше и новата генерација на престижната лимузина од Инглштад A8. И BMW со вистинска плеада од новитети. Несомнено, посебно воздешки извлекоа концептните изданија BMW X7 и Performance, како и BMW 8 концепт, блесок на спортската едиција на петката M5, Gran Turismo изведбата врз серија 6, а најголемо внимание предизвика долго очекуваната i8 Roadster. Новата верзија, како и купето i8, доби подобри перформанси и поголема моќ. Родстерот е опремен со покрив кој се повлекува во задниот дел од двете седишта. Во отворената верзија тие се отстранети. Кровниот механизам е целосно електричен, кој работи при брзина од 50 км на час. Елиминирањето на вториот ред на седиштата овозможи создавање на специјален оддел за чување на различни предмети. Неговиот волумен е 92 литри. Новата верзија на i8 се разликува од стандардната изведба и по поставките за суспензија и 20-инчните тркала. Сепак, двете модификација добија обновена хибридна енергетска единица. Капацитетот на батериите е зголемен од 7,1 до 11,6 киловат-часови. Моќноста на електричниот мотор за предните тркала веќе е 143 конски сили, за 12 конски сили повеќе. И овде се користи комбинацијата од 1,5 литарскиот бензински мотор со турбокомпресор која задржува својата моќ од 231 конска сила. Моќта на енергетската единица веќе достигна 374 конски сили во однос на досегашните 362 конски сили. Мерцедес ја промовираше својата нова CLS едиција. Дизајнот го карактеризираат јасни контури и дискретни линии. Во предниот дел доминира маската која се шири надолу и ниско поставените предни светла. Меѓу другите особености се и дводелните задни светла со 3D ефект и безвремената купе силуета. Изгледот на новиот CLS истовремено ја одржува и аурата на првата генерација на овој модел, кој брзо стана дизајнерска икона. Во духот на големите модели на марката располага со импресивни
импресивен комфор и сериозно ниво нови технологии. Сите верзии на CLS се опремени со нови редни 6-цилиндерски мотори. На почетокот ќе бидат 3. 2 се дизели со 286 и 340 коњи, а третиот турбобензинец со 367, засилени со уште 22 електрични. Сите се 3-литарски во спрега со 9-степена автоматска трансмисија. Новата купе лимузина со 4 врати на Мерцедес пристигнува во март идната година. Нема да погрешиме ако во премиум сегментот ги вброиме и Jaguar Land Rover и Volvo. Jaguar имаше повеќе од впечатлив настап, почнувајќи од XF Sport Break, па посебната едиција XJR 575 и секако најголемата новина E-Pace. Land Rover се представи со Discovery SVX, но за американците секако остана во мислите посебно подготвениот Range Rover, врв во понудата SV Autobiography. Ова остварување ветува дека ќе им понуди на корисниците нова димензија во однос на внатрешен комфор и луксус, задни врати со автоматско затворање, специјални ергономски задни седишта со масажа, уникатен борд часовникот Zenit, можност за извршување со хибриден погонски систем и многу други детали. Секој еден од елементите на ексклузивниот автомобил кој е достапен само во верзија со долга база е рачно склопен од страна на специјализираната единица на Jaguar Land Rover SVO Special Vehicle Operations. Во интериерот на новиот Range Rover SV Autobiography исто така има ексклузивности, масички со електрично управување, мултимедијален систем за задните седишта со 10-инчни екрани, 4G Wi-Fi конекција, ладилник за шишиња. Volvo го лансира за прв пат преку океанот својот најнов адут од SUV гамата, новиот XC40. Новиот кросовер е заснуван на новата платформа CMA, која компанијата ќе ја користи од наредната година и на сериите 40. Во САД ќе се нуди со бензински мотор кој располага со 247 конски сили во спрега со 8-степен автоматски менувач и 4x4 погон. Гамата ќе биде дополнета со нивни послаби верзии, а подоцна и со ново развиениот 3-цилиндерски турбоагрегат од 1,5 литри. Тој ќе биде основа и за плагин хибридната верзија, а доста веројатно е дека ќе биде понуден и во електрично издание. Од технологиите пак XC40 доаѓа со системите за безбедност и конективност познати од поголемите браќа. Што се однесува до пазарот на нови автомобили во Македонија, добро е познато дека SUV извидбата на Dacia е еден од клучните играчи. Одлична проодност и атрактивна цена се главните адути на романскиот кросовер, кој со својата прва генерација направи вистински бум, не само кај нас, туку и глобално. Наред е второто поколение кој имаше своја премиера на салонот во Франкфурт, а сега беа спроведени и првите динамички тестови. Тие беа одржани во близината на Атина, а нашиот тим беше на местото на настанот. Еве ги нашите првични впечатоци за новиот кросовер, комплетно развиен и овој пат под будното око на врвните мајстори на својот занает од Рено. Новиот Duster изгледа модерно, но идентитетот е зачуван. Решетката на ладилникот е нова, поширока, при што фаровите се имплементираат во страниците што е можно повеќе. Предниот браник е набилдан уште повеќе, со сребрен трапез кој личи на ролбар, кој несомнено може да се додаде по желба на клиентот. Капакот на моторот е модифициран, а преминот кон вратите е поостар и поспектакуларен, што во целост ја одвојува дизајнерски новината од претходникот.
Дизајнерот има интегрирано вертикални детали во црно, што дава далеку поагресивна визија. Друга карактеристична разлика е во ветробранското стакло. Неговото дно е 10 см понапред, што го прави малку поспуштен, а најголемата вредност секако е подобрената видливост. Разликите назад се најзабележливи во светлата. Тие се доста слични на оние на Jeep Renegade, но совршено се вклопуваат во новата визија на Duster. Целокупно Duster 2 изгледа како еволуција на минатото, но се разбира со далеку посмел, позрел, модерен и елегантен стајлинг согласно современите трендови. За разлика од екстериерот, во интериерот се е сосема ново и направено од нула. Веднаш кога ќе седнете зад управувачот, впечаток остава новата инструмент табла со голем екран, поставен повисоко. Новиот мултифункционален волан е со електрозасилувач, копчињата за централната конзола се исто така различни, модерни и управливи. Самата пластика е со многу подобар квалитет, завршната обработка скалило погоре, ергономски повеќе од добро и што е најважно, никако не изгледа ефтино. Друга работа што импресионира е звучната изолација во внатрешноста, која заради употребата на абсорбирачки материјали на звук ја намалува буката за 50%. Возачкото и патничкото седиште се нови и изголемени, оптимално поставени за автомобил од оваа класа, а и назад се седи сосем пристојно, бидејќи има доволно простори за колената и главите на патниците. Зголемен е исто така просторот за дрембули за 30 литри, како и багажникот. Новиот Duster е направен на платформата на која се изградени сите модели на романскиот бренд. Сепак мораме да кажеме дека возните својства на новата генерација се значително изменети. Автомобилот е постабилен во свиоци, зашто своја заслуга има подпирањето како и зајакнатата шасија. Инженерите од романската марка ни открија дека освен во подобрената суспензија, главната тајна се крие и во новите асист состави. При мала брзина управувачот е лесен, а урбаните маневри се песна. При поголема брзина воланот се вцврстува и дефинитивно го држи автомобилот на патот без корекции. Во однос на 4x4 системот, без двоумење можеме да кажеме дека во оваа класа е најдоброто нешто. Проодноста на Duster е речиси како на вистински теренец, а во тоа успеавме да се убедиме на посебно подготвен полигон, позициониран во еден рудник за мермер во близина на Атина. Системот располага со 3 режими: 2WD, Auto и Log. Последниот се користи за тешкопроодни патишта при брзина до 30 км на час. Веќе е достапен HDC систем за поддршка при возење во надолнина. Постојат предни и странични камери кои помагаат да се надминат пречките во непрегледните агли при офроуд возење. Моторите се 2 бензин и 2 дизел, а моделот е достапен и со преден и 4x4 пренос. Дизел моторите имаат волумен од 1,5 литри и моќ од 90 и 110 конски сили. Бензинските единици се 2 со волумен од 1,6 литри со 115, а топ верзијата TCE е со 125 конски сили. Сите модификации се достапни со механички менувач со 6 брзини, но некои верзии исто така може да се нарачаат со автоматски менувач. Автоматскиот менувач е 6 степен EDC со двојна спојка и совршено се вклопува со Duster дизел моторите. Тој нуди многу добра динамика и речиси не ја зголемува потрошувачката на гориво. Трендот за новите модели е дека секоја следна генерација е изградена на претходниот, што исто така води до повисока цена на автомобилот. Со Duster 2 надградбата е многу различна, но интересно е тоа што цените и понатаму ќе се достапни. Тоа го предочија во Атина, а останува да видиме што по ова прашање не чека во Скопје.
Lamborghini го представи најбрзиот SUV во светот Urus. Димензиите на кросоверот се должина 5112, ширина 2016, висина 1638 и растојание помеѓу двете оски 3003 мм. Тежината на машината е 2,2 тони, а волуменот на багажникот достигнува 616 литри. Кога ќе се отстранат задните седишта, слободниот простор се зголемува на 1596 литри. Како опција за Urus ќе бидат достапни две одделни задни седишта. Теренецот на Lamborghini е изграден на модуларната платформа на концернот Volkswagen MLB Evo, која претходно беше користена за Bentley Bentayga и Audi Q7. Каросеријата е направена од алуминиум, а шасијата е од високо квалитетен челик и композитни материјали. Подпирањето е пневматско со електромеханички стабилизатори за попречна стабилност и активен заден диференцијал. Истиот систем за компензирање на навалување во свиоци се користи кај Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Audi Q7. Кросоверот е управуван од 4-литарски битурбо V8 мотор со мокност од 650 конски сили и вртежен момент од 850 Нм. Менувачот е 8 степен ZF и се користи за прв пат во автомобил на Lamborghini. Забрзувањето од 0 до 100 км на час кај Urus трае 3,6 секунди, а до 200 км на час за 12,8 секунди. Максималната брзина е 305 км на час, што го прави најбрзиот SUV во светот. За споредба, Bentley Bentayga со истиот мотор, но со 600 конски сили, забрзува од 0 до 100 км на час за 4,1 секунда и развива брзина од 301 км на час. Кај Porsche Cayenne Turbo, забрзувањето е за 3,1 секунда, а брзината е 286 км на час. Теренецот располага со најголемите во светот карбон керамички сопирачки со 440 мм дискови на предната оска и 370 мм на задната. За споредба, Bugatti Chiron има 420 мм дискови на предната страна. Во опремата на моделот влегува аудио Bang & Olufsen со мокност од 1700 вати, систем за кружен надзор, систем за предупредување при опасност од директен содир, електрично затворање на багажникот, како и безжичен полнач за телефон. Производството на Urus започнува во јануари, а првите автомобили ќе бидат доставени до крајот на кварталот. Цените на моделот започнуваат со 218.000 евра. Водородниот кросовер Hyundai FCF, прикажан ова лето во Сеул како прототип, ќе биде представен во сериска верзија на изложбата за електроника CES во Лас Вегас на почетокот на јануари. Од понудените материјали од компанијата може да се види дека корејците ништо не смениле во изгледот на машината. Дури и дизајнот на тркалата со гуми со низок отпор на тркалање е зачуван. Новата машина ќе биде втор модел на брендот на горивните келии по iX35. Готовиот сериски модел се разликува од прототипот само по бојата, а дури исти се и отворите на дното на каросеријата. Предходно корејците најавија дека водородот во трите резервоари ќе придонесе за километража од 580 км и дека моќта на агрегатот е 163 конски сили. Можно е сериските перформанси да ги прилагодат овие показатели. Новиот засега безимен кросовер треба да излезе на пазарот истовремено со целосно електричната варијанта на кросоверот Kona. До крајот на деценијата брендот Hyundai веќе вети дека ќе објави вкупно 14 нови зелени модели. Патем Hyundai влегува во светскиот водороден совет, кој пред неколку дена објави позитивна долгорочна прогноза за водородните автомобили.
Peugeot решително и храбро тргна со примена на радикални дизајнерски решенија на своите нови модели со единствена цел да понуди што поатрактивни решенија на клиентите. Еден од тие модели е 3008 кој потврди дека потегот на французите да зачекорат во некој друг свет со поинакви димензии беше сосема оправдан. Предходникот имаше кросоверски атрибути, но тежнееше кон моноволумен, сосема на место. Ова беше период кога ваквиот тип на возила беа вистински хит. Второто поколение сепак пристигнува со остар акцент на SUV карактерот. Дефинитивно стана поатрактивен, но проверивме и далеку помоќен, функционален, економичен. Се она што се очекува од ваквите кросовери. Свесни за ова, во Peugeot на вистина се потрудија, па новата 3008 е меѓу лидерите, која рака на срце привлекува на секој чекор, а во исто време успева да биде авангарден и сталожен. Во даден момент е како маче, поради благите форми, а со некои детали како што се високите пластични штитници, вертикалната предна маска, високите бокови, налик на рубусен теренец го буди лавот во него. Тоа во моментов е ин на светскиот пазар, па оние од Peugeot ја упатиле стрелата во вистински правец. Новиот 3008 е поставен на новата EMP2 платформа, која освен зголемување на меѓуоскиното растојание, овозможила и просечно намалување за 100 кг во однос на предходникот. Во зависност од моделот, моторот и опремата, масата на возилото се движи од 1325 до 1375 килограми. Веќе на прв поглед, новиот 3008 остава одличен впечаток, без оглед дали сте фан на Peugeot или не, што покажува каква добра работа завршиле француските дизајнери. Кога згора на ова ќе додадеме дека доби на вистина највисоки признанија и оценки од експерти за својот стил и современ дизајнерски приод, сме кажале се. Дизајнерскиот израз овде е јасен, со весели линии, атрактивни форми, конвексни и конкавни површини. Во предниот дел доминира широка маска на ладилникот со централно поставено лого на препознатливиот Peugeot флав. Во горниот дел е широка, а во долниот се стеснува, па продолжува под предниот браник што е визуелно мощно ефектно, бидејќи остава впечаток на раскошност. Линијата на маската ја пратат светлосните состави со истакнати LED елементи на дневните светла. Капакот на моторот е висок, долг и потполно хоризонтално поставен, но интересно профилиран. Бочната линија на каросеријата е подкрената, логично продолжение на капакот на моторот, а се завршува на задниот дел со повторно извонредно дизајнерски скроен капак на багажникот. Во задниот дел доминираат светлосните состави со добро осмислена графика, налик на канџите на лавот. Секако, овде одлично се вклопени штитниците, како на вратите, надкалниците, праговите. Со оглед на условите во кои го тестиравме автомобилот се покажаа како добре дојдени. И во внатрешноста на 3008 дизајнерите се надминале себе си. Дошле до долго бараното совршенство во патничката кабина. По појавата на радикалното решение на централната конзола кај моделите 208, 2008 и 308, Peugeot се обидел со идеален баланс меѓу традиционалното и функционалното, со голем број иновации да го понуди најдоброто. Со новиот iCockpit реално се добива нешто сосема ново. Неверојатен впечаток остава инструменталната табла која е 100% дигитална и незината графика можете да ја менувате во повеќе модови. Величината на екранот на инструмент таблата е 8 инчи и има повеќе од солидна прегледност. Освен дигиталната инструментална табла, тука е и централниот екран од 12,3 инчи преку кој се управува со аудио составот, системот за вентилација, навигација како и други функции на автомобилот. На централната конзола доминираат механички прекинувачи, кои се дизајнерски добро решени и подсетуваат на клавирски типки. Централната конзола е благо насочена кон возачот, што додава и спортски шмек. Простор во патничката кабина на вистина има доволно, било да станува збор за предниот или задниот дел. Прегледноста е добра, но за паркирање на одредени простори неопходни се паркинг сензорите. Седиштата напред удобни, а доволно комфор нуди и задната клупа, што овозможува удобно да се сместите. Важен елемент за подолги патувања.
Багажникот нуди солидни 520 литри, а по потреба може да се прошири и на 1580. Подкапакот на тестниот модел беше добро познатиот 1,6 литерски мотор со моќ од 120 конски сили и 300 Нм вртежен момент. Вака спакуваниот модел со нешто под 1,5 тони забрзува до 100 за 11,2 секунди, а максималната брзина е 189 км на час. Моторот е во спрега со прецизен 6-степен мануелен менувач, кој го одликуваат добри преносни размери, но не треба да се заборави и на стопен старт составот. Благодарејќи на ваквата комбинација, просечната потрошувачка во градски услови од 6,2 до 6,6 литри на 100 км, додека на отворено се движи од 3,7 до 5,4 литри на 100 км. Со оглед на сегментот каде припаѓа подвозието и подпирањето, секогаш мора да бидат подготвени на разни предизвици. Рака на срце да е на зголем број SUV решенија, најголем број километри минува на асфалтна отколку на друга подлога, но 3008 е подготвен на се. Веројатно, водени од таква логика, Peugeot-овите инженери го регулирале подпирањето, па и непретерана офроуд авантура ќе помине без никаков проблем. Нашите впечатоци се дека автомобилот е прооден поради неговата одлична поставеност. Не се чувствува недостатокот на погонот на 4 тркала. За добрите возни својства тука е и сетот на системите за помош на возачот од најновата генерација, дел од ADAS, Advanced Driver Assistance Systems пакетот. За ваквата понудена опција со одредени додатоци кои ви ги апострофиравме, во моментов треба да се плати 26.150 евра. Базниот модел 1.2 PureTech стопен старт во Euroimpex чини 22.490 евра. Не е тајна дека јапонските модели се посебно барани на американскиот пазар, па нивните производители и овој пат се обидоа да се представат во блескаво издание. Луксузната филијала на Toyota, престижниот Lexus, настапи во свој стил, понуди нова едиција на LX 570 како и RX продолжена варијанта со 3 реда на седишта. Меѓуоскиното растојание на автомобилот нема да се промени 2790 мм, но задниот дел ќе биде продолжен за 16 см. Така, должината на автомобилот ќе достигне 5050 мм и ќе се израмни со онаа на Mazda CX-9. Од Lexus прецизираа дека кросоверот ќе ги задржи карактеристичните форми и силуета и ќе ја добие знаката L. Бензинската верзија ќе биде RX 350L, хибридната RX 450L, а погонот ќе остане ист како кај стандардната верзија, 3,5 литерски атмосферски V6 мотор со 301 конска сила, кој во хибридниот систем работи заедно со два електромотори со вкупна моќност од 313 конски сили. Toyota доста резервирана. Во Калифорнија пристигна само со студијата FTAC Adventure, која го најавува идниот нов кросовер. Луксузните филијали секако со посебно место и за онаа на Nissan Infiniti. Јапонците ги представија своите нови QX80 и QX50 кросовери кои донесуваат форми во склад со дизајнерскиот јазик на компанијата, а нудат многу простор и комфор. Најважната работа за новата генерација на кросоверот QX50, што е опремен со мотор со внатрешно согорување со специјална технологија, патентиран од Infiniti. Моторот ќе биде 2-литерски и ќе развие 268 конски сили и 390 Нм. Единицата има добиено посебен
директен систем VCR кој користи промена во степенот на компресија. Благодарение на тоа, моторот не само што е многу динамичен, но исто така нуди ниска потрошувачка на гориво. Тоа го тврдат експертите, кои веќе можеа да го тестираат QX50 со новиот мотор. Самиот VCR систем е развој на матичната компанија Nissan и представува сложена комбинација на механички врски кои работат со најизменична струја. Моторот располага со турбополнач како и со директен систем за вбризгување на гориво. Кога сме кај Nissan, треба да се напомене малиот SUV, моделот Kicks, кој бара нови клиенти во САД. Нуди место за 5 мина, а под хаубата на моделот функционира 1,6 литарски 4-цилиндерски мотор со 125 конски сили и ќе се појават на пазарот во САД во јуни 2018. За жал, јапонците одлучија да не го понудат новиот модел во Европа, но само во Северна, Централна и Јужна Америка, како и во Јапонија и Кина. Subaru го представи целосно новиот модел Subaru Ascent, исклучително развиен за северноамериканскиот пазар. Создаден е со внатрешен и надворешен изглед, кој одговара на Dynamic X Solid филозофијата на дизајнот на Subaru. Возилото импресионира со присуство и функционалност на SUV модел со 3 реда седишта. Благодарение на новата платформа, Subaru Global Platform, структурната сила е подобрена. Бучавата и вибрациите се намалуваат и се применуваат нови технолошки решенија. Кога сме кај технологиите на Subaru, треба да се напоменат иновативниот асист состав EyeSight, новината Symmetrical All-Wheel Drive, како и 4-цилиндерски 2.4 боксер мотор со турбо и директно вбризгување, како и X-Mode за подобрување на SUV способностите на автомобилот. Речиси половина век по представувањето на верзијата ZR1 во 1970 година, Chevrolet го демонстрира првиот нов кабриолет врз база на ова издание. Новиот Chevrolet ZR1 располага со V628 цилиндерски мотор кој генерира максимална моќност од 755 конски сили и вртежен момент од импресивни 969 Нм. Автомобилот доаѓа со две варијанти на аеродинамика, како Low Wing, оптимизиран за движење со високи брзини, а High Wing видува дополнителна потисна сила при движење на затворена патека. Вториот од варијантите е достапен во комбинација со карбонски предни елементи, шасија со посебни поставувања и адаптивна Magnetic Ride Control суспензија со акцент на маневрирање во остри свиоци. За прв пат во историјата на ZR1 достапна е и верзија со автоматски 8-степен роботизиран, како прилог на 6-брзинскиот мануелен менувач. Jeep ја покажа новата генерација на неговиот култен модел Wrangler на салонот во Лос Анџелес. Четвртата генерација е изградена на посилна подсврста рамка. Употребениот во конструкцијата алуминиумот кој се изработени капакот, вратите и рамката на ветробранското стакло придонесе да се намали масата на машината за 91 кг. Капакот на багажникот е изработен од легура на магнезиум и алуминиум. Инженерите направија голем број промени, намалувајќи ги вибрациите со армирани брави и модификуван дизајн на вентилацијските отвори. Новата генерација Wrangler доаѓа со 3 опции за покрив. За прв пат во историјата на Jeep, Wrangler е опремен со спойлер. Основната верзија на Jeep Wrangler е со 3,6 литарски V6 мотор со моќност од 285 конски сили и вртежен момент 353 Нм. Моторот работи со 6-брзински, механички или 8-степен автоматски менувач. Исто така, моделот доаѓа со мек хибриден систем, 2-литарски мотор со турбополнач со капацитет од 272 конски сили, 400 Нм, со старт генератор и 48 волтна вградена мрежа. Студија на американската марка покажала дека клиентите преферираат за имиња на моделите вистински зборови, а не кратенки од букви од азбуката. Токму ова ги поттикнало маркетинг специјалистите на Lincoln да го сменат радикално називот на големиот SUV при неговото дотерување во Nautilus. Основен мотор за еден од омилените теренци на американците ќе биде 2.0 турбо со 245 конски сили, а над него ќе се најде 2.7 V6,
познаник од Mustang и Fusion. Тука моќноста е 335 конски сили, а стандардна трансмисија и за двата агрегати ќе биде преку 8 степениот автоматски менувач. На располагање со доплата ќе е и 4x4 систем. Внатрешноста на моделот е речиси идентичен со оној на заменување MKX, сменете само дел од материјалите и дизајнерските решенија. Во стандардна опрема веќе е инфозабавниот систем Sync 3, а како опција клиентите можат да добијат и возачко седиште со електрично регулирање во 22 правци, како и премиум аудио систем Rebel. На крајот треба да се напомене дека ова беше навистина блискаво салонско остварување. Може би се очекуваше многу повеќе од корејските компании, но тие во Калифорнија останаа некако резервирани. Hyundai ја лансираше американската варијанта на Kona, а пак Kia му понуди на светот плагин издание врз Niro. Jaguar објави дека за време на тестовите на легендарната патека Нирбургринг со својот представник на XESV Project 8 регистрирале ново најдобро време за еден седан. Најекстремниот идеен предлог во портфолиото на брендот имаше достигнување од 7 минути и 23 секунди или цели 11 секунди побрзо во споредба со претходното најдобро време. Целосно новата специјална XESV Project 8 развиена на одделот Special Vehicle Operations SVO ќе биде произведена во лимитирана серија од само 300 возила и ветува дека ќе им понуди на идните собственици едно од најдинамичните искуства на патот. Суперспортскиот автомобил на Jaguar има 5.0 V8 мотор, кој е во состојба да генерира максимална моќност од 600 конски сили. Во комбинација со оптимизирана аеродинамика, спортска суспензија со можност за рачна конфигурација и посебен режим за управување на патеката, титаниум издувен систем и погон на 4 тркала може да се забрза од 0 до 96 км/ч за 3,3 секунди, развива максимална брзина од 200 милји/час или 320 км/ч. Со базна цена за Велика Британија од 149.995 фунти, рачно составениот Jaguar XESV Project 8 доаѓа во 4 верзии, како и во посебна изведба Track Pack со 2 тркачки седишта и ролбар. Секој еден автомобил ќе биде со карбонски преден браник и капак на моторот со 20-инчни тркала, прилагодлив преден сплитер, целосно рамен под, карбонски задни браници, заден дифузер, прилагодлив заден спойлер и други спортски детали. Во следната сезона Volkswagen ќе учествува во најпопуларниот шампионат TCR со обновена верзија на Golf 7 GTI. Промените на тркачкиот автомобил беа официјално потврдени на премиерата на салонот во есен во Германија. TCR или Touring Car Racing е глобална надпреварувачка платформа создадена од поранешниот шеф на светскиот шампионат за туристички автомобили Марчело Лоти, откако тој го напушти првенството. Според правилата на TCR може да се вклучат тркачки автомобили кои се релативно блиску до нивните стандардни модели, што значи пониски трошоци за тимовите. TCR веќе има светско првенство, неколку континентални трки и голем број национални првенства. Тркачкиот Golf GTI TCR е управуван од доработен мотор од серискиот GTI, 2-литарски 4-цилиндерски турбомотор, кој веќе има моќност од 350 конски сили и 420 Нм вртажен момент. Моторот ги движи предните тркала преку 6 брзински секвенцијален менувач. Оваа година французинот Жан Карл Верне ја освои светската титула во TCR International за дволанот на Golf GTI, а првите тркачки модифицирани автомобили ќе стартуваат со тимовите во јануари.